Додека сте на Жешкото столче ќе се вратили дневната ефтина тарифа. Веројатно ова прашање го очекуваат сите. Да, значи правиме анализи. Она што е охрабрувачки е тоа што гледаме, ние сакаме тарифите да кај нас да го сликуваат пазарот. Како што се движат цените на пазарот, така да се движат и цената и кај домаќинствата. Она што го гледаме е дека во периодот, особено сега од април, цената на електричната енергија во текот на денот, кога започнува производство на електрична енергија од фотоволтаици, е ниска. Е повисока отколку во останатиот дел од денот. Не земајќи ги во предвид овој период од 22 до 0,7, кога е убедливо најниска. Значи, и правиме притисок со тоа што ќе го донесеме, малце и електрани на Северна Македонија кои обезбедуваат електрична енергија за универзалниот снабдувач, а и универзалниот снабдувач да почнат да прават и некарактеристични набавки во текот на денот. Но имаше не оваа сабота минатата, во текот на денот, во еден час, цената беше 1,68 евра за мегават час. Значи, тоа е речиси без пари. Така да, со тоа што ги правиме измените на тарифниот систем, ќе испратиме ценовен сигнал и до потрошувачите, но и ќе испратиме ценовен сигнал до ЕСМ и до Евана Хоум во периодите кога имаме најниска цена на електрична енергија на берзите, тогаш да купуваат. Нема потреба, ако производната цена на ЕСМ, да речеме во просек некој, продава на Евана Хоум по 56 евра за мегават час. Зошто во периодите кога имаме цена на пазарот, на Хупекс берзата, таа е референтна за нас, цена од 15, 20, 25 евра, зошто тогаш да не купуваме? На тој начин, вкупните трошоци на системот ќе ги намалиме. Значи, не станува збор за никаква популистичка мерка, станува збор за економско оптимизирање на работата на електроенергетските компании во државата. Во наредниот период, некаде крајот на мај, ќе ја запознаеме јавноста во која насока ќе се движат овие измени кои што ни престојат на тарифниот систем. Ќе почекаме до тогаш, пред да се одјавиме, да видиме какви права имаат потрошувачите. Ако сметката за струја не е реална според потрошувачката, можете да ја пријавите состојбата на своето броило до Евана за да ја коригира и да изготви нова фактура. Ако Евана не ја коригира фактурата и откако ќе ги испратите податоците од вашето броило, побарајте помош од Регулаторната комисија за енергетика, која ќе посредува да се изготви нова сметка. Евана ги чита броилата за струја најмалку еднаш во 3 месеци. Најефикасен и најекономичен начин да ја пријавите потрошувачката на струја е преку веб страницата на Евана. Ако не можете да ги прочитате податоците за потрошувачка на струја од броилото поради проблеми со стаклото, можете да платите сметка во износ колку што сметате дека реално сте потрошиле, а Евана не смее да ве исклучи. Ако добиете повисока сметка од очекуваната, тоа може да се должи на порамнување на потрошувачката на струја која е направено после читањето на броилото. Ако сакате да ги плаќате за останатите сметки на рати, поднесете барање до Евана. Долгот застарува за 1 година за физички лица и до 3 години за правни лица, но само ако во тој период не ве тужи испорачателот на струја. Ако сакате да го промените корисникот во сметката за струја, треба да поднесете барање во приемните канцеларии на Евана, претходно подпишано и печатирано од избраниот снабдувач.